Комисијата за заразни болести денес изнесе повеќе препораки поврзани со пертусисот, односно големата кашлица. Една од препораките беше и засилената контрола на државниот санитарен и здравствен инспекторат во детските градинки, каде не смеа да се примаат деца кои се целосно или делумно невакцинирани. Она што комисијата реши да го препорача во денешниот состав е да се засили инспекцијскиот надзор на ДСЗ на територијата на град Скопје, со цел да може навистина да се види состојбата во градинките и да добиеме пореална слика за тоа каква е состојбата во градинките со вакцинирани и невакцинирани деца и дали се почитува доследно препораката на Комисијата за заразни болести за тоа да не се примаат нецелосно вакцинирани и невакцинирани деца во градинките. На прашањето дали ова ќе значи дека децата кои не се вакцинирани ќе бидат вратени дома, портпаролот на КЗБ Злате Мехмедови ќе одговори. Тоа е поентата на она што го препорачавме ние, засилено да се детектираат и да се изолираат тие деца за да нема опасност пред се по нивното здравје, а секако и по здравјето на останатите. Што се однесува до вакцините за возрастните, Мехмедови ќе најави дека тие се пристигнати на 15 март и приоритет и потреба од вакцина ќе имаат лица кои живеат со деца под 2 години, бремените жени во третото тромесечие и болните кај кои постои поголем ризик. Информацијата која што добивме од Комитетот за имунизација е дека на 15 март се очекува да пристигнат и првите вакцини кои што ќе бидат наменети за возрастни. Од Комисијата за заразни болести денес предложија и воведување на ПСР тестирање низ целата држава, која досега не се применуваше, со што резултатите ќе бидат поточни.